Гласници на надежда. Глава 14. Искуството на Исус покрај кладенецот на Јаков. Според моето искуство, јас имам видено дека одредени луѓе со професија си ставаат знак на вратата од нивната канцеларија, како например само со закажување и слично. Секој кој сака да се види со таа личност мора да закаже состанок. Јас имав многу такви искуства. Предпоставувам дека си имал и ти. На тој начин тие би имале контрола врз секој работен ден и колку луѓе би можеле да видат. Исус не беше таква личност. Тој не рече само со закажување. Не. Исус беше достапен за сите. Понекогаш тој договараше состанок пред другата личност да знае за тоа. На прекрасен начин Исус договорил таков состанок со жена од Самарија. Тој патуваше од Ерусалим до Галилеја и застана до еден кладенец да се одмори. Беше попладне кога една жена дојде до кладенецот да си нацрпи вода. Тој го склучил тој договор пред жената да знае дека тој ќе биде таму. Библискиот запис за кој ни зборува за ова искуство на Исус покрај кладенецот на Јаков е запишано во Евангелие по Јован, 4 глава, од 1 до 10 стих. Кога Исус научи дека фарисеите слушнале, оти тој придобива и крштева повеќе ученици од Јована. Иако самиот Исус не крштеваше, туку неговите ученици. Ја напуштија Јудеја и се вратија пак во Галилеја. А требаше да помине преку Самарија. Така дојде во самаријанскиот град наречен Сихар, во близина на земјиштето што Јаков му го даде на сина си Јосифа. Таму беше Јакововиот извор, а Исус, изморен од патот, седеше така на кладенецот. Беше околу 6 час. Дојде една самаријанка за да нацрпи вода. Исус и рече: "Дај ми да пијам." Затоа што учениците негови беа отишле во градот да купат храна. Самаријанката му рече: "Како ти јудеец бараш од мене самаријанка да пиеш?" Имено, јудејците не општеа со самаријанците. Исус и одговори и рече: "Кога би знаела за Божјиот дар и кој е оној што ти вели дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода." Ќе ни биде од голема помош да видиме каков процес Исус користеше во неговата средба. Тоа беше неформална средба за жената, но беше внимателно испланирана од Исус. Прво што сакам да забележаме тоа дека Исус живееше под услов. Се чинеше дека точно знае каде оди, што ќе се случува секој ден, всушност каде треба да биде и во кое време. Забележавте ли дека на почетокот на оваа глава тој беше во Јудеја, на пат кон Галилеја? Беше неопходно за него да оди преку Самарија. Може да речеме дека патот го водеше преку Самарија. Традиционалниот пат ќе го водеше околу оваа земја, така тој имаше друга причина за тоа што тоа беше важно за него да оди преку Самарија. Не дека немаше друг пат по кој да оди. Тој планираше средба со оваа жена, кај кладенецот на Јаков. Тоа беше планот. Гледаш, тој се проби низ Самарија и покрај фактот дека Самарија за многу евреи беше надвор од границите. Обично тие не патуваа преку Самарија. Причината е многу јасна ако се навратиме во библиската историја. Може да научиме дека кога Навуходоносор дојде во земјата и доведе голем дел од еврејските заробеници во Вавилон, донесе и други луѓе и ги насели таму. Тие се венчаа и станаа мешана раса. Евреите имаа проблем со луѓето од мешана раса. Бог им зборуваше за тоа. И тие си мислеа најдобро е да ги избегнуваат нив. Но Исус живееше под услов, што значи дека тој мора да биде во одредено место во одредено време. Секој ден го чувствуваше ова барање, затоа што беше потребно за него да помине низ Самарија, иако тоа беше пат што го носеше одоколу. Тоа беше процес број 1. Кога тој пристигна кај кладенецот на Јаков, беше пладне. Сигурен сум дека му требало повеќе од пола ден за да стигне од Ерусалим до Самарија. Јас сум бил во тој дел со автобус, но сигурно пешачел и сигурно му требале 2 дена за да стигне до кладенецот на Јаков. Но тоа беше погодно место да застане. Тоа беше погодно место да се застане затоа што имаше кладенец со свежа вода и погодно место за одмарање и не премногу далеко од блискиот град каде што учениците отидоа да купат храна.
Веројатно тоа беше и место за средба со некого и како што реков, беше пладне. Не мислам дека Исус беше изненаден кога оваа жена дојде, затоа што, како што реков, верувам дека тој ја планираше оваа средба. Јас верувам дека цело време тој го имаше тоа на ум. Така, кога дојде, затоа што тој беше жеден и рече, дај ми да пијам. Таквото барање од евреин до оваа жена самарјанка навистина ја изненади. Како ти, јудеец, бараш од мене самарјанка да пиеш? Таа знаеше дека јудејците не се мешаат со самарјанците. Но дали знаеш дека тоа не правеше никаква разлика за Исус? Не, тоа не правеше разлика за Исус. Тој не ги виде вештачките социјални бариери што беа создадени. Тој продолжи понатаму. Тој ги помина бариерите и кажа што сака. Тој сакаше да се напие вода. Добро, како што го проучувам овој текст, не можам да најдам никаде во него дека таа навистина му дала да пие. Претпоставувам дека таа го стори тоа. Во секој случај, тој ја праша за вода и таа се изненади за тоа. Третиот процес беше, тој ја водеше до одговор. Откако таа ја покажа својата изненаденост, Исус и одговори и рече: кога би знаела кој е оној што ти вели, дај ми да пијам, ти би побарала да пиеш од него. Таа воопшто не можеше да го разбере тоа. Но како и да е, тој ја разбра незината длабока жет, што е длабока во незиниот дух, во тој дел што не можете да ја видите. Незината жет беше поинаква од неговата. Тој имаше физичка жет, која можеше да биде задоволен од кладенецот на Јаков. Но таа имаше таква жет што е потребно друг вид на вода. Исус и рече: кога би знаела за Божјиот дар и кој е оној што ти вели, дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Таков вид на вода не може да се нацрпи од кладенецот на Јаков. Не, невозможно е да се нацрпи таков вид на вода каков што е кладенецот на Јаков. Тој знаеше што и требаше и тој го имаше тоа. Тој знаеше што му требаше и таа го имаше тоа. Така, тој и побара вода и понуди жива вода. Сигурен сум дека во тоа кога Исус ја напушти Јудеја, тој знаеше дека ќе има средба со таа жена кај кладенецот. Исус и покажа на жената што навистина е потребно на секој за да ја задоволи жетта за духот. Таа беше важна за него, што дури отиде од Јудеја до Галилеја, поминувајќи покрај Самарија, само за да се сретне со неа. Тој застана таму, покрај кладенецот, и тој и го покажа тоа што и требаше. Гласници на надежда.